Се спасил ли финансиски раководител на ученички дом затоа што е близок роднина на еден од највисоките и најмокни државни функционери во Македонија? Судот му го простил обидот за насилство на Драган Груевски, раководител на студентскиот дом Томе Стефановски Сенич, врз вработена во истата институција. Според судската одлука, но и според изјавите на вработени, Груевски, 40 на пати, е пријавен за сексуално насилство и мобинг врз своите подчинети. Вработените се плашат јавно да кажат дека се работи за вујко на министерката за одбрана Радмила Шекеринска, но јавно проговори поранешниот директор на Сенич, кој алармира дека овој проблем се влече неколку години. Според него, Груевски бил тежок алкохоличар и психијатриски случај, за кој знаат и во министерството што го води Дамјан Манчевски. За овие 18 месеци како поранешен директор од господинот Груевски сум имал околу 38 представки заради мобингот што го вршеше тука господинот Драги Груевски. Во текот на овие години беше еден тежок алкохоличар, човек кој му престана работниот однос заради обид за силување на работно место. Човек кој се лечеше во неуропсихијатрија. И новиот директор смета дека роднината на Шекеринска не смее да биде вратен на работното место. Јас не знам како е било, стварно треба да човек за да донесе било каква одлука, треба да има увид на работите, треба да гледа сам со очите, треба да слуша сите тие елементи за да донесеш правилна одлука. Доколку навистина се случило такво нешто, од етички причини не треба. Меѓутоа, сепак ние не сме тие кои што одлучуваме. Техничкиот премиер Оливер Спасовски на прашањето дали го знае случајот во кој роднина на Шекеринска ургирала да се врати на старото работно место по сексуално малтретирање, со неодреден одговор, според кој кога се работи за роднини, е потешко да се одолее на притисокот да се помогне. Кој е човекот, јас не знам. Дали бил во роднинска врска и не. Ако е во роднинска врска, вие не можете да го бирате. Едноставно така определ Господ дека вие во роднинска врска. Ако бирате пријател, тогаш можете да изберете. Алфа денеска се обиде да стапи во контакт со министерката за одбрана Радмила Шекеринска, на која и побаравме став за случајот со нејзиниот роднина. Од министерката бараме да објасни дали влијаела на враќање на работното место на нејзиниот вујко, но одговор се уште нема.